Патувањето од една до друга општина за рутински лекарски преглед ке стане минато за жителите на општина Илинден. По половина век овој дел од Скопје добива нов здравствен дом со 14 ординации. Во амбулантата ќе се врши имунизација, ќе има општи лекари, патронажни сестри, се очекува да има гинеколози, интернисти. Премиерот Мицкоски вели дека ова е само еден мал дел од системската трансформација на општините со проектите кои се поддржани од владата. Вредноста на овој објект е далеку поголема од паричниот износ. Таа се мери во сигурноста на родителите дека нивните деца ќе имаат здравствена грижа близу до домот, во спокојот на повозрастните жители кои веќе нема да мораат да патуваат далеку за преглед, во достоинството на здравствените работници кои конечно добиваат услови какви што заслужуваат. Ова е моделот на функционирање кој го промовираме. Соработка наместо изговори, дела наместо зборови. Изградбата на новиот здравствен дом во Илинден е резултат на заеднички ангажман на локалната самоуправа и централната власт со јасна цел – подобрување на здравствените услуги за граѓаните, порачаа министерот за здравство Азир Алиу и градоначалникот на Илинден Александар Ѓорѓиевски. Во овој нов објект граѓаните ќе добијат квалитетна основна здравствена заштита, но и специјалистички здравствени услуги кои ќе бидат со олеснет пристап и ќе намалат потребата од патување на пациентите надвор од општината. Ова инвестиција е инвестиција во достоинството, сигурноста и здравјето на нашите луѓе. Зашто општина која се грижи за потребите на своите жители е општина која знае и каде чекори. Според власта, проектот е доказ дека кога институциите соработуваат и се водат од интересот на граѓаните, резултатите се реални и долгорочни. Отворањето на ова установа е дел од пошироката стратегија за зајакнување на примарната здравствена заштита низ целата земја. Со парите од владата, општините градат и нови градинки, училишта, спортски сали, инфраструктурни проекти. Според градоначалниците, ова е показател за партнерскиот однос на владата кон општините и генерално кон граѓаните. А вакво освежување е потребно поради ограничениот буџет кој го имаат општините.